Да се биде хроничар за Мариово е тешка и одговорна задача, затоа што сите збиднувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадминат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис, кој умее на него својствен начин да ги препознае оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини, повторно, интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните што ги опишува тој летописец, успева да му ги доближи до обичниот човек, затоа што обичниот човек на неговите летописи не е пасивен наблюдувач, туку активен учесник во тие настани. Мариово е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионов со нивната зачуваност, разновидност и интегралност му дава посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Едно од тие села е и Мариовското село Бешиште. Атарот на селото Бешиште како споменична целина има огромно значење поради комплексноста од многобројните археолошки остатоци, како и низата поединечни градби кои ги имаат карактеристиките на културно наследство од исклучително значење. Како едно од најстарите човекови населени простори, тоа представува архитектонско и уметничко достигнување и ризница на архитектонски, археолошки, материјални и нематеријални вредности. Ова село формирано во карактеристични природно-географски, историски, етносоцијални и естетски услови на живење и стопанисување се издигало и развивало во една карактеристична хармонија. За тоа говорат најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци кои потврдуваат дека ова село било населено во дамнешни времиња. Ете како што вели народот, Господ милуваше Мариово да го крстарам во изминативе 30 години, овој пат повторно да го посетам селото Бешиште, за него да направам нов аудиовизуелен документарен запис, да ги надополнам моите досегашни сознанија и за христијанскиот православен живот, чиј христијанско-православен духовен живот на мештаните од ова село низ вековите е непосредно поврзан како со неколкуте многовековни манастири, така и со соборниот храм, чие име го носи на света великомаченичката света Петка Римјанка, така и со православниот христијански празник Коледе, кој по неколку децении така народски да се изразам мирување, според Господовото провидение, членовите на манастирскиот црковен одбор од селото Бешиште, заедно со мештаните од ова село, а по иницијатива на бешиштанецот Дамче Лимбески, кој иако неколку децении живее во Соединетите Американски држави, во градот Нью Џерси, никогаш не ја заборави родната грудка, родното село Бешиште, воедно и Република Македонија. Една стара народна поговорка вели: не кога сакаме ние, туку кога Господ ќе го каже тоа. И навистина така и бидна. Одлуката падна, така да речам, кога бев по нови документарни записи во Прилепската регија, каде што ми задзвони мојот телефон и кога од другата страна на телефонскиот апарат слушнав еден, така да речам, познат глас кој ми велеше: почитувани господине Зоране, не знам дали се сеќавате на мене. Јас сум Дамче Лимбески од селото Бешиште, каде што се запознавме за Петков ден,
каде што воедно и ја снимавме документарната репортажа за моето родно село во минатото 2025-тото господово лето, ми рече. Се сеќавам, мощно добро се сеќавам, како не се сеќавам, одговорив. Зоране, мој пријателе, да те прашам, а воедно и да те замолам, ако може нешто, ми рече. Прашај ме, како не можело да ме прашаш, ако знам, ќе ти одговорам, а ако не знам, ќе бараме чаре, народски му одговорив. Слушај ме вака, ова 2026 во господово лето, јас и неколкумина мои соселани решивме да го обновиме стариот адет за Коледе, се со цел да биде составен дел на вообновените празници кои ги празнуваме, а воедно во минатото ги празнува нашите дедовци и баби, и тоа чиниме да го направиме на Коледе, ова 2026 во господово лето, во моево Бешиште. Многу народ ќе се собере, стори ја ти таа добрина и една убав слика онака како што ти умеш да го насликаш да направиш, ми велеше. Кажи им на твоите соселани дека за Коледа ќе дојдам во Бешиште, му одговорив. Ќе им кажам. Голем мерак ми направи Зоране, мощно голем мерак, ќе им кажам уште сега, ќе му пренесам и на Горана Еленин, а Бога ми и на Трајко Еленин, со радост одговори. Речено сторено, што се вели. Како по стар обичај и овој пат за Мариовското село Бешиште тргнав ден пред Коледе, рано, мощно рано, поточно речено во раните утрински сати, но не со мојот олдтаймер со рускиот КамАЗ, туку со автобус, каде што на Прилепската автобуска станица ме пречека Димче Ковиловски, кој воедно е дел од менаџерскиот тим на продукцијата Мариово филм, и заедно со неговиот джип во предпладневните сати стасавме во селото Бешиште, каде што ме пречекаа членовите на Манастирско-црковниот одбор, меѓу кои и Горан Еленин и Трајко Еленин, кои ги завршуваа предпразничните подготовки за Коледе насред селото Бешишко, и професорот Драгослав Миновски, еден од најпознатите современи етнолози, географи и историографи, воедно дел од менаџерскиот тим на продукцијата Мариово филм, кој беше дојден по нова историографска етнолошка истражувачка мисија во Мариовскава регија. Добре дојде, Зоране. Мило ние што те Господ сполаемо нему, што ми те донесе во Бешиште на овај убав ден за Коледе и за овој наш празник, кој нашите дедовци си го празнуваа векови наназад, кој по неколку децении, така народски да се изразиме, мирување, според Господовото провидение, членовите на Манастирскиот црковен одбор од селото Бешиште, заедно со мештаните од ова село, а по иницијатива на бешиштанецот Дамче Лимбески, кој иако неколку децении живее во Соединетите Американски држави, во градот Нью Џерси, никогаш не ја заборави родната грудка, родното село Бешиште, воедно и Република Македонија, решивме да го вообновиме се со цел да биде составен дел на вообновените празници кои денес ние ги празнуваме, а порано ги празнуваа нашите дедовци и баби. За ова наше празнување да направиш едно убаво слико, како што тоа го стори со нашата света великомаченичка Света Петка, римјака, поточно речено за Петков кој што овдека во нашево село човекови нашите соселани го слават, чие име го носи на нашиот соборен храм. Зоране, ете сите ние, сето село тебе, а посебно на нашиот пријател Драгослав Миновски, воедно и на нашиот пријател Димче Ковиловски, кој исто така добро го познаваме од телевизорон, наш насушен, ви стоиме на располагање за се што ви треба, за да нешто во наше празнување, ми велеа мештаните. Почитувани мои,
Нашите домајчини не замолија пред тие да ни ги раскажат многуте приказни за стариот адет, за Коледе, за коледарските огнови, за коледарчината, а воедно и за бадникувањето и за првиот и вториот, а богами третиот ден од Божиковите празнувања, што ми им ги раскажували нивните дедовци и баби, најсетне ние ним да им ги раскажеме нашите досегашни историографски сознанија, пред се за коледарските, бадниковите, а богами и за Божиковите празнувања, не само во селото Бешиште, туку ширум Мариово од памтивека па се до ден денешен. Нивниот предлог со задоволство го прифативме. Помина, речиси, 60 на дена, кога последен пат бе во селото Бешиште, за петков ден, овдека во 2025-то господово лето. Не помина долго време, некаде околу Свети Никола, ми се јави мојот пријател Горан Еленин во името на црковниот одбор од црквата Света Петка овдека во селото Бешиште, во името на првиот меѓу еднаквите, тоа е Чичко Трајко, и кој што не замоли продукцијата Марио Филм да намени тука за Коледе. Поточно речено, ден пред Коледе, кога се палат огновите во нашите убави села во Република Македонија, се со цел да направиме една нова документарна репортажа, за да се вообзнови онај стар адет и обичај за Коледе, за Бадник, за Божик и сите оние празници православни кои што со генерации се негувале овдека во селото Бешиште. Ете, почитувани мои, дојдов овде во селото Бешиште да направиме еден нов документарен запис во очи, така да речам, за Божик, како што во минатото се палел коледарскиот огон навечер, а во раните утрески часови, покрај распламтениот оган, на Коледа заминувале и бејчарите, и што туку армасаните бејчари за женитба, оделе од куќа на куќа, и на тој начин еве и ова традиција и денеска се обновува овдека во селото Бешиште. Сето ова, почитувани мои, што ќе биде снимено преку окото на камерата на мојот снимател, односно на снимател на продукцијата Марио Филм, Виктор Костевски, ќе биде пренесено во ова нова репортажа посветена за Божик, за Коледе, за Бадник во селото Бешиште. Гледајте и уживајте. Почитувани мои, пред да го видите документарниот запис за самото Коледе, поточно речено за вообзновената стара традиција, која по неколку децении, така народски да се изразам, мирување, според господовото провидение, членовите на манастирскиот црковен одбор од селото Бешиште, заедно со мештаните од ова село, а по иницијатива на бешиштанецот Дамче Римбески, кој иако неколку децении живее во Соединетите Американски држави, во градот Нью Џерси, никогаш не ја заборави родната грудка, родното село Бешиште, воедно и Република Македонија решија ова 2026 господово лето да го вообзноват, се со цел да биде составен дел на вообзновените празници кои ги празнуваат, а богами и ги празнувале нивните баби и дедоци. Предлагам да ве запознаам со историографските сознанија за коледарските, бадниковите и божиковите празнувања
не само во селото Бешиште, туку ширум Мариово, на еден од најпознатите денешни етнолози, географи и историографи, професорот Драгослав Миновски, копајчи во архивите ширум Македонија, во продолжение на оваа репортажа. Сите големи христијански празници, Божик се празнува најсвечено. На овој ден се празнува раѓањето на Господ Исус Христос, второто лице од Светата Троица. Евангелските текстови сведочат дека римскиот император Август издал заповед да се изврши попис на населението во империјата. Секој требало да биде запишан во градот на своите дедовци. Палестина тогаш била во рамките на Римската империја, поради што и праведните Јосиф и Света Дева Марија од Назарет тргнале за Витлеем за да се запишат во овој град, зашто и двајцата биле од родот Давидов. Кога пристигнале во Витлеем, за нив немало место во гостилниците и куќите, поради тоа што во градот имало многу народ дојден заради пописот. Некои добри луѓе, сакајќи да им помогнат, ги упатиле во една пештера во близината на градот, каде што пастирите во невреме ги засолнувале своите стада. Ноќта силна светлина ја исполнила пештерата, но и околните ридови. Потоа Света Дева Марија го родила својот син првенец, го повила и го ставила во јасните. Силната светлина ги исплашила и пастирите што со своите стада ноќевале на отворено на околните ридови, но веднаш потоа ангелот Господов ги утешил, јавувајќи им ја радосната вест. Не бојте се, еве ви соопштувам голема радост, која ќе биде за сите луѓе, зашто денеска ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос Господ. Пастирите веднаш отрчале во пештерата, каде што ги нашле Марија и Јосифа со благомладенецот, му се поклониле, а потоа низ градот разгласиле за раѓањето на Спасителот. Веднаш потоа, кај првородениот син на Света Дева Марија, пристигнале и тројцата мудреци од исток, на кои што за раѓањето на Спасителот им соопштила необичната звезда на небото, која ги довела до пештерата, движејќи се пред нив кога тие оделе и стоела кога тие се одмарале. И што му влегоа во куќата, го видоа младенецот со мајка му Марија и паднаа, па му се поклонија, а кога ги отворија своите ковчежиња, му принесоа дарови: злато, ливан и измирна. Според јулијанскиот календар, по кој се раководи Македонската православна црква, Бадник паѓа на 6 јануари секоја година, а Божик на 7 јануари. Бадник или Коледе се нарекува денот пред роденденот на Исус Христос, Божик, според христијанската традиција. Во врска со обредните коледарски огнови е и обичајот коледица. И денес, како и во минатото, и во селата, и во градовите, во сите краишта на Македонија, помали или поголеми групи деца палат оган и го прескокнуваат. Рано из утрината, децата пеат и одат по куќите каде што добиваат подароци, како што се пари, ореви, костени, јаболка, портокали и друго. Една од најпеаните песни, што и сега се пее во овие случаи, Коледе леде, ја среќаваме и во запис објавен во 1893 година. Коледица, меледица, и по неа Василица, и по неа дава, еднаш нисте во година, како цвејќе во градина. Сива галабице, дека си се осивила, таму горе на небеси. Што имаше, што немаше, таму има мала Бога и Божика. Си редеа златни чаши и канати. Утре е Божик. Зборот Бадник веројатно доаѓа од старомакедонскиот збор да бидеш буден.
Таа ноќ, како што запишал Шапкарев, сите домашни луѓе не заспиваат, туку преноќеваат будни. Та од тоа се гледа дека таа ноќ е наречена бадник, будник. И многумина други истражувачи на овие обичаи сметаат дека името на овој ден доаѓа од деењето, будноста покрај обредниот оган. Бадник е празник кој се прославува во кругот на семејството со песна и прераскажување на библиски приказни. Традиционално во Македонија семејството се собира на вечера на бадник. Се подготвува богата трпеза и случително со постна храна, питулици, сарма, граф, компир, риба, зелник, овошје и друго, што треба да обезбеди богат род на земјоделските култури во следната година. На бадник во секоја куќа се меси кравајче, пита или погача во која се става паричка. Вечерта, кога сите ќе седнат на вечера, домајчинот, откако ќе се прекрсти и ќе ја благослови трпезата, го крши кравајчето на толку делови колку што имат членови семејството, оставајќи уште дел за Бога и за куќата. Сите присутни во својот дел од кравајчето ја бараат паричката и оној што ќе ја најде се смета за најсреќниот во годината што предстои. Обичај е по вечерата софрата да не се крева, туку така заедно со храната да остане цела ноќ. Богати обичаи и верувања на бадник се поврзани со обредниот оган, како и со горењето на дрвото наречено бадник или бадникојца. Божик, според црковниот календар, се празнува 3 дена. Вториот ден е соборот на Света Богородица, а третиот е Свети Стефан, првомаченик. Се подготвува богата трпеза, на која скоро задолжително било свинското месо. На денот на Христовото раѓање, по одењето во црква, луѓето се веселеле, играле и пееле насред село. Со Божик е поврзана и поговорката пред Божик, зад Божик, кај да си, дома да си, што има двојно значење. За време на големиот празник треба да се биде во кругот на семејството и тука да се слушне и да се прослави радосната вест за раѓањето на Спасителот. Не е на одмет да се потсети дека во најстудениот период од годината сепак најпријатно и најбезбедно е да се наоѓаш во сопствениот дом. На Божик се оди во црква и се врши причестување со земање нафора и вино, кои ги символизираат Исусовото тело и крв. До сите православни христијани честит Божик. Христос се роди. Вистина се роди. Христос се роди. Вистина се роди. Христос се роди. Вистина се роди. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што присуствував на вообзновената стара коледарска традиција, која по неколку децении така народски да се изразам мирување според Господовото провидение, членовите на манастирскиот црковен одбор од селото Бешиште, заедно со мештаните до ова село, а по иницијатива на бешиштанецот Дамче Лимбески, кој иако неколку децении живее во Соединетите Американски држави, во градот Нью Џерси, никогаш не ја заборавил својата родна грудка, родното село Бешиште, воедно Република Македонија, решија да го вообзноват ова 2026 во Господово лето, се со цел да биде составен дел на вообзновените празници кои ги празнувале нивните дедовци и баби. Почитувани мои, предлагам поголем дел од овој документарен запис да проследите во продолжение на оваа репортажа. Ајде, добар ден. Добар ден. Ајде за многу години неке наповед се ова година, неке се сустреќи празниците. Фала, среќа. Да живе фамилија да биде. Повелете. Ајде, повелете, бацко. Ајде. Наповед за многу години. Помош за многу години, Да, живе повелете. куќа сите.
Ајде, добар ден, куќа. Повелете. Ајде за многу години, ајде за многу години, ајде на помоште, ајде за многу години, здрави и живи, ајде, бујрум, седите, ајде. Ајде, повелете. Најпрво, добро дојдовте. Јас сум од фамилијата Лашковски. Поздрав до сите гости што ми се во куќата моментално. Поздрав до сите што не слушаат, што ќе не гледаат и понатаму. Само твоето име. Стојо Лашковски. Така? Поздрав до сите што не можат да бидат присутни во родниот крај. Ги поканувам во секое време да си дојдат, да видат како ние овде го тераме адетот, како ние ги возобновуваме овие куќи, да дојдат и тие да помогнат малце, да дојдат и тие нешто да возобноват. Традицијата ние си ја тераме и ќе продолжиме да си ја тераме од колено на колено, од постарите на помладите и да си тера така како што си терало и секогаш, да продолжиме и ние од колено на колено да пренесеме нешто на нашите генерации. Што ви старите за векови? За веки и веков. Значи, најпрво, среќно да ни е новото лето господово, среќни да ни се божичните празници и како што е ред, треба човек кој ќе ти дојде во куќа да се направи адетот. А адетот е следен, сега ќе видите малце, да го запалиме огнот, да го силиме. Што вика старите, пошто гостите доаѓаат од далеку, што се вика? Так. Значи за Коледе, за Бадник, за Божик обично кој доаѓа на гости во куќа, влегува и фрла по едно дрвце во огнот и ги благословува, фамилијата ја благословува да се како што се сили огнот, да се силат луѓето, да се сили стоката, фамилијата, да се сили да се раѓаат многу нови дечиња, нови за сите. Значи благословите се тие, да му дава на секој момче невеста, на секоја невеста момче, да се здрави и живи луѓето, да доаѓаат што поќе во поголем број и да ни биде за вечен век и веков на помош да ни е, а сега повелете да ве почестиме како што е редот. Свака се да те прашам. Ти си домаќин овдека? Јас сум домаќин. Ќе може да ми да ми ги представиш твоите гости. Војче Стопановски, прв пријател другар. Таму до него ни е Тренчо Димитриевски, наш верен дописник. Горан Еленински. Димче Ковилски. Димче го знаете, тоа ми е синчето Никола Лашковски и Круме Пашовски. Од село Бешиште живее во Кавадарци. Така, ова да те прашам сега. Полна ми е душова што ете така речено оние стари адети и денеска се негуваат овдека во селото Бешиште. Може да се присетиш кога беше ти на генерација на твоето синче. Така? Како беше за Коледе, за Божик, за Бадник? Так, значи јас кога бев и помал од него, многу добро се сеќавам, пошто одамна сме тука иселени 74-та година, али таму кај што сме иселени, да речеме се сите од Прилика во Реонов, кај што живееме во Прилеп, се сите од Бешиште, повеќето. Значи не требаше ни организација, не требаше ни собирање, ни ова, ни она, спонтано се излегува, секој од дома ќе се изнеси вака, сторени пиперчиња, зелче, ракиичка, варена пченица си носеа, царевка си носе луѓето, седнуваја и цела ноќ песни си пееа. И никој никому не водеше грижа, ни кој кај оди, ни шо прави, секој со секого се сакаше, се почитуваше. Исто така наредната ден за по Коледе, за Бадник, дечиња вријаше од секоја куќа на куќа, се пеат коледарските песни за Бадник. Сите ги подаруваат со костенче, со оревче, кој шо има во куќа домајчинот, кој како има, на дечињата со пупки, лепчиња. Дечињата радосни до небо. Значи песни пеат и Бога молат. Може ли да се присетиш како одеше обредот адето за собирање на дрва? За целото кој ќе се распалеше. Значи, помалите дечиња, помладите да речеме деца, одеа од куќа на куќа, си тропнуваа, си пееа песна и секој домајчин
си даваше по некоја дрвце, дали цуровица, дали мало големо, за да се собира и сето се носеше на огнот. Може ли да се присети да речеме ако ништо поќе бараме еден рефрен да ни изрецитираш од таа божична коледарска песна? Еве ја кај мене во Рилево имаше една вака, овој се велеше веќе: збирајте се коледари да играме коледица, еднаш ми е во година како цвеќе во градина. Охо, Так, сила, така, сила, исто, си исто, улица, да, дека јас си ја се слушал исто, ошивиле таму долу, таму горе набел, во Солуна ми имаше, ми немаше, златни чаши и каначи, охо, така Ја беше. имам слушано и на подруги варијанти, ама во глобала се тие зборовите. И Така на е. крајот, охо, коледелиде. Викаат старите, Ајде! Оди. Ајде, повели! Излези. Ако Ајде, повели, ајде! Ајде, добар ден. Добар ден, ајде, чекаме го. Добре дојде, повели, ајде. Ајде. Ајде, куќата е отворена за сите, ајде. Како рекле старите, во куќа гости ако не ти влегува шо? Така е. Трло без јагниње и куќа без луѓе бидува? Не бидува. Ајде, повели. Ајде, за многу години, добре дојден, добар сини. Чудо се. Ајде, си се. Со се поздрави. Ајде се переци. На многу години да е напомош да еден. Добар сини. Добро е, како мислите? Добар години. Значи ще едно. Колку иска да не дојде? Да, бе. Поле. Како сум спремен? Ајде, седни си. Да повеќе да седниш. Да ти туриме нешто. Тоа е Тале Гајтановски Гајтанот. Типичен Мариовец. Како што треба. сват ми име. Родено Мариовче, оригинал со педигре. Ја ќе се знам шо, не се срамам. Снимаме. Ти колку снимки имаш за давање и ова, кој лебеш, кој утниши. Не, таму ќе да уште еднаш. Година. Опа тога леле запад праша, кој пат оди за Мариово, кој пат оди леле за Мариово, за Мариово се обешиште. Таму седи леле Чучук Митра, бојаджи кадра. Да ми бацам леле два бајака, еден зелен, другиот црвен. Зелениот леле за нас свадба, црвениот за на војна. И како по стар Ади обичај, кој ќе заврши песната, се наздравува. Коледица, Варварица и по неја Василица. Коледе. Дај ми бабо Костенче. Опа. Колеле. Коледе леде, паднало греде, утепало деде. Баба го мачи, дедо се квачи, како беше тоа? Не ми камерата снимава. Ако ли Се во на служба се тоа е. Коледица, Варварица и по неја Василица. Ajde,
Сега. Пази ти, близо си много. Нема гање. Има корење да не го навре некој. Кој му е среќа? Дива коловојша. Сите да живеат. Сите мариновци, сите македонци. Много близо си много. Hajde! Читай убаво прави. Не греши само. Драги гости, да кажам некој збор, ако сакате да се слушни. Што можам да кажам и јас? Нешто. Од оваа година почнуваме традиционално да тераме работата. Имаме едни погачиња тука. Во погачињата се најдува едно паре. На кој ќе му падне парето, кај тој ќе види домаќин на следната година. За следната година не е да кој што може да донеси како домаќин. Сите ние ќе бидеме домаќини, ќе помагаме на тој домаќин. Значи нема да го оставиме човекот сам да го прави,
Оти тоа е голема организација, треба дрва, треба ова, треба она, а зимо е. Не можеме така, значи сега можеме само да си поделиме лепчината, да си земиме, ќе кажеме кога лепчината ќе се подела. Само да кажеме уште 2-3 збора. Лепчината ќе се подела. Најстариот член ќе ни кажеме, Чичето Стојко е тука, најстар, ќе каже, почнуваме да го бараме парето. И го бараме парето, кај тој што ќе падне, ќе си каже како домаќин и продолжуваме за година домаќин во него. Можеме така? Може. Тоа е обиле од моја страна, тоа може да се каже. Ајде, Господе Боже, поможи. Обилешко Господено, да го правото лече. Добре, само за трпанчија. Јас сум трпанчија. Има уште лепчиња ќе се поделат сите лепчиња. Ова што поделено кога ќе се искаш. Не. Ристо ми рече да могат любов. Сите се палите, а никој не да помага. Ако не Ако не сака некој нека не се. Дај едно име на црквата зема, малку се падне црквата. Ако не сака некој не се. Ако нема. Вие не иземавте сите лепчиња, ме чекајте ме. Ајде ги сакам. Понако. Ајде ја дека. Дали се наји? Ај се ние не иди бе. Делу. Парето е вего. Нема, ама се најде. Ќе го тројко од генерација на генерација, од колено на колено, старите адети и обичаи овде во Бешиште од многу векови се пренесуваат и не престанаат да се пренесуваат. Еден од тие стари адети и обичаи каде што многумина велат дека во еден од најголемите празници во православната христијанска екумена е рождеството, раѓањето Христово. Овде се наоѓаме во селото Бешиште. Овде се наоѓаме во многовековниот храм, соборен храм на селото Бешиште, црквата Света Петка. Тука после многу години во дворот на училиштето, ова 2026 господово лето, во приклучерината на Коледе се обнови традицијата стара на палењето на божичите, на коледарските огнови овде во селото Бешиште. Ти е полна душата, ти се радували?
Кога гледаме јас овие луѓе, јас сум близу 80 години во оваа црква, рукам скоро од почеток како организатор, ама со сите овие луѓе и тие што не се тука, луѓе сите го организираме овој да се изгради објектот. И јас ми се чини дека сега сум помлад. Али сакам да остава еден намер на оваа млада генерација да си продолжи со ова, да бидеме, значи сите да се сплотиме заеднички, секој да си помогнеме што може, ево како што рековме за домаќинот, како домаќин сам може ова нема да го обстани, сите да му помогнеме него или било кој што ќе го наследиме тоа. И еден поздрав до сите и овие што донирале луѓе и што не донирале, на сите се спонзори овде. Не сум само јас ова го градев како организатор, како сите, ама со сите овие луѓе, со сите оние што не се тука, благодарам на сите кои што помогле и што не помогле, да дај Господ и среќа, и се заблагодарам на мајка Параскева Света Петка, кога ле прибра овде по толку години ова да го направим овој спомен. Благодарност од нашата икона овде, што стои зад нас, просто треба да се поклониме на овоја икона, што ни даде можност ова. Она нас не натерва да дојдеме и да го направиме ние. И фалимо на Бога, здрави, живи, весели години да се дочекаме. И вие да дојдете пасовно се овде да ни помогнете, благодарност и вие што одвоите такво време да дојдете од Скопје да го направиме ова и да го гледа цел свет. Благодарам. Ете, помна ми е душата што Римбе Дамчевски од Америка ми се јави на телефон: Зоране, како знаеш, умееш за Коледе да видиш село, велам ќе дојде. Ти си, ете да речам, првиот меѓу еднаквите тука во мештаните, од мештаните овдека во Бешиште. Кој беше поривот да се обнови оваа традиција која што долго време беше така, ајде, овај тлееше и живееше, ове адете обичаи меѓу твоите соселани? Кај сите помалку, меѓутоа најмногу, да не речам, го запали оганот Дамче од Америка, најголема заслуга за ова сето што е сега, што се случува овдека, е виновник Дамче, ако можам слободно така да го крстам како виновник. Не, меѓутоа иницијатор за оваа работа. И мислам дека поминавме и добро спремано, со благодарение на куварите, со благодарение на другите, послушноста на другите, на сите нас што сме овдека присутни, оганот голем, собраните дрва и така да поминавме во една многу добра атмосфера до сега и мислам дека и така ќе продолжиме. Меѓутоа, сакам од моје име и од име на сите да му честитам на добитникот на парето за наредната година што треба да биде домаќин со пак наша помош од сите заедничка, кој колку што може. Исто и јас му честитам на Ричко и братовчет ние тоа тој во селото го сака да го обнови, се ја направи куќата сите и кои идат гости кај него одат кој ако нема некој кај да појде. Сега ваќе честито кунсто. Фала да сте здрави живи. Тоа е тоа име? Ристе Грковски, напред Грчето. Сите да му се здрави живи фамилиите и нашите. Господ здраве на сите да му дава. Парето подолго не можем да го најдеме сите. Во последниот момент, значи, се пронајде. Ти се радуваш или душа? Се пронајде. Па затоа дојдовме, ако не е тоа, не идеме. Мислам, јас сум тука постојано секој. Ајде една порака да сите наши македонци кадети да се наоѓаат. Каде и да се наоѓаат, дека се здрави, живи, традицијата поново се обновува. Може да речам после 50 години ова. Може да речам после 50 години. 50 години негде ова запоставено во Бешиште. Јас сум 64.
али ова после, како дете јас сум заминат, прилично после 50 години са прв пат ова се обнова во име на дамчета Либески од Америка. Да биде војата Твоја, да дојде царството Твое, како на небото, така на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги нашите долгови, како што ние ги проштеваме на нашите должници. И не веди искушение, но избави ни од лукавиот. Затоа што е Твоја силата и славата во Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и вечно векови. Амин. Амин. Годината пуста да остане, тая од либето ме раздели, тая од либето ме раздели, што го љубе време 3 години. Тая од либето ме раздели, што го љубе време 3 години. На чеврата високо ми прати, не се враќа друга си залюби. Не се враќа друга си залюби, и за неа тој си се ожени. Спремај се, спремај, ти млада невесто, на те одиме пусто Маријово, пусто Маријово, преку црна река, преку црна река, село Бешиште, таму ми те чека, све гори, све крва, све гори, све крва, зона и ја трва, звезда и ја трва, зона и ја трва. Чекај, причекај, море лудо младо, да си облечам белата рила, белата рила, рува невестинска. Поздрав за сите и од кај што не гледат и кај што не познаваат. Ајде, поздрав се на Нека е здраво за многу години. До година побројни. Година помногу бројни и повеќе да има Секаде во светот кај што ги има македонците и најмногу мариовците. Поздрав и на нашите македонци, да видат и да гледат и да го поздрават и да си дојдат да се видиме во Ромај крај нашите иселеници. Да го осетат, ова да го осетат. И водици па да видиме вака сите побројни сите, да си го прославиме. Едно е да гледаш, друго е да почувствуваш. Да не знаваш живо Македонија. Имаме во душата го носиме, за тебе живот даваме, о Македонија. Едно име имаме во душата го носиме, за тебе живот
Денешниот ден е на многу години. Многу години да е здраве Господ, година повесели, по-многобројни да не има. И секаде наоколу околу нас. Среќа Господа дава на секаде и на секого. Амин, Господе. За многу години. За многу години на победа. Полна ми е душа, почитувани мои соселани од Република Македонија. Еве одека се наоѓам во Мариово, во срцето на Македонија. Одека се наоѓам во селото Бешиште, кое што, ете, ова село има историја, има историско битисување, меѓутоа, ова село никогаш не ги заборавиле старите адите обичаи за коледарските огнови, за самите коледари, за Бадник, за Божик. Одека не ги заборавиле оне стари адити обичаи и за стара Нова година, Василица, и за Водици, па исто така за Свети Трифун, па и оние празници кои што се за Прочка, па овај Великденски пости, па за Великден, па Ѓурѓен, па понатаму доаѓа овој Спасовден, па доаѓа Илинден, па Мала Богородица, Голема Богородица. Полна ми е душа што еве овдека, ова е селото Бешиште. Овие се овде позади мене, оние млади и оние ентузијасти кои што се родени овде во селото Бешиште, кои што и се корените овде во селото Бешиште, и нема да биде заборавено селото Бешиште, затоа што секогаш кај македонскиот народ беше темелот на ова наша држава и темелот на македонскиот народ, македонската православна црква, а како дел од македонската православна црква е и соборната црква овдека во селото Бешиште, тоа е Света Петка, а исто така и манастирот Света Петка, кој што е опишан во романот на Стале Попов Крпен живот, тоа е селото Сатока. Дека денот за години. Здрави живи. Дојдете во Бешиште. И дори едно би рекол, овдека позади мене ми е полна душата што е први меѓу еднаквите, а еден од најстарите членови овдека во селото Бешиште, на црковниот одбор и манастирскиот одбор на црквата Света Петка, а една порака за Водици. Пораката за Водици пред тоа најавивме, истото е само повторција и очекував почку гости. Ево имаме добро, мислам, со новинари, со едно друго се, и мислам дека ќе го посетиме овај, ќе го множиме се, да се врата нашиот народ овде, да го види што нашите тука души, стари души што се починати овде, се радуваат кога гледат ова, иконата се радува пред нас. Има еден стар адити обичај за Коледа се пее една песна коледарска. Ја може да чуеме коледарска песна. Коледица, Василица, и по неа Всички да почнат. Ајде, Варварица.